32 лица кои што до вчера беа вработени преку Агенцијата за привремени вработувања се навистина разочарани од, како што може да се види, декларативната заложба на надлежните институции за развој на локалната самоуправа и за вработувањата. Блокадите со ова на општина Центар од самиот почеток кој што почна продолжуваат, сега го добиваат некако и својот врв. Од 13-ти уште една група од вработени кои што беа преку истата агенција остануваат на улица бидејќи им истекуваат договорите. Со ова општината е блокирана и не може нормално да функционира бидејќи на улица е комплетниот кабинет на градоначалникот Жерновски, секретарката, потоа раководители на сектори вработени во различни одделенија, потоа хигиеничарките и лицето кое што работи во една народна кујна. За сето ова се заинтересира и странските амбасади и дипломатски представништва кои што се овде во Република Македонија. Запознаени се со комплетната ситуација која што навистина ја одразува и ја покажува степенот на демократијата во нашата држава. Споменавте дека 13 ќе бидат уште лица оставени на улица. Може да ни кажете како ќе функционира тогаш општината, од кои сектори ќе доаѓаат и има ли сега проблеми во однос на тоа граѓаните кои доаѓаат да попараат некаква услуга? Па и овие лица на кои што фактички до 14 им важат договорите се од различни сектори, со тоа буквално се блокира работата на општината. Сакам да напоменам дека не се само лицата кои што од мај и јуни се вработени во општината, откако дојде новото општинско раководство, се работи и за лица кои што беа примени од претходното раководство, кои што беа примени преку агенциите за привремени вработувања, меѓутоа и на нив им престануваат договорите и тие се на улица, а тие се многу значаен сегмент во работата на улицата, тоа се урбаното и просторното планирање, потоа надлежните за зеленило, за осветлувањето, што значи една комплетна блокада, која ќе се напомене дека главни раководители веќе не се на работа, навистина не се знае како ќе функционира натаму општината. Може ли да се очекува застој во издавањето на урбанистичките решенија од страна на секторот? Тоа ќе се види како ќе биде, бидејќи еден од оние кои што беа со вработување со Агенцијата за привремени вработувања и раководителот на секторот за урбанизам. Што понатаму се? Па, општина Центар веднаш кога дозна дека и на втората агенција и е одземена лиценцата, распиша тендер, меѓутоа и тука некој не сакаше да остави да течат работите според процедурата и според правните прописи, тука се вршат притисоци. Сега во моментот случајот е пред владината второстепена комисија, ќе видиме како ќе одлучи, не очекуваме дека ќе помине и тоа мирно. Инаку општината паралелно работи и на издавање на давање огласи за редовно вработување на сите овие лица. Меѓутоа, според најавите, ова не веруваме дека ќе резултира со успех, инаку сите овие вработени не можат да влегуваат во општината, бидејќи, ако се сеќавате на она соопштение што беше издадено од владеачката партија и од она што се случуваше во месеците мај и јуни, сигурно трудовата инспекција ќе биде редовен гостин во општината и ќе проверува.